Текстот кој ќе разгледуваме денес и кој говори за занимавање со наместо со суштински работи, со некакво бесмислено талкање. Некој човек имал продавница за се и се што и му одела добро работата, меѓутоа во еден момент почнал се повеќе така да го обседнува мислата дека треба да бидат добро подредени нештата во продавницата, да има најдобар ред, да биде сето тоа така убаво на изглед, чисто, и поминало долго време во прерадување, распоредување, дури во еден момент почнало да му пречи кога доаѓаат муштери па ги разместуваат работите, и на крајот дури решил и да ја заклучува вратата кога има повеќе муштери, за да му биде продавницата подредена, уредна. И така на крајот сушност се загубила смислата, основната поента на постоењето на таа продавница. За жал, многу пати ни се случува и во нашиот живот како христијани, во животот на црквата, да се пропушти, да се промаши суштината, целта, смислата и да почне црква да се занимава со работи кои не се низината суштина на постоење, се претвора црквата во дебатен клуб или во клуб на пријателство, за дружење, а има некои цркви кои па се отвараат само за погреби и венчавки. Има и такви цркви. А текстот што го разгледуваме покажа дека ќе се промаши поентата, суштината, целта, се оди кон лутање во бесмислености. Црквата конкретно има во Претит Павле во Ефес, каде што луѓето кои се почне да занимаваат со учења некакви ереси, наместо да стигнат до љубов, до здраво учење кој води кон љубов, кон чисти срца, добра совест, нелицемерна вера, тие заталкале во бесмислени, пишува Павле, расправи, во ломотења. Минатиот пат почнавме со обяснувањата, воведот на тоа послание, видовме општи работи, конкретно кои се проблемите во црквата, и сега ќе продолжиме со третиот стих таму каде што застанаме, а притоа и ќе се подсетиме на некои работи од тие што веќе ги кажавме. Тимотеј, посланието го пишува Павле до Тимотеј, кој е наречен како негов легат или застапник, представник. Многу видни теолози го користат тој термин, како Ленски, познатиот германски теолог, лутерански, Кели, исто така добар познавач на рано христијанската мисла, на развојот на доктрината во вековите, пишува многу новозаветни коментари така натаму. Која е суштината на легатството на Тимотеј, зашто тој е представен како легат всушност на апостол Павле? Напрво да видиме која е заповедта. Значи, кога биле некаде во Ефес, пред да тргнат за Македонија, Павле пред да тргна за Македонија, го замолува Тимотеј да остане во црквата во Ефес. И сега таков вакво настан не можеме да најдеме во книгата Дела на апостолите. Павле 3 пати е, тоест 2 пати е во Ефес, на крајот тој сака да оди на почетокот на второто патување, духот му е затвора вратата да оди во Азија и во Ефес, на враќање од второто патување кон Ерусалим, тој за многу кратко време се задржува таму со Акила и Прискила, и на почетокот на третото патување, така почна неговото патување со Ефес, каде што останува 2 години, потоа заминува пак за Македонија, Аха, и на враќање оддалеку преку Троада, поминува покрај Ефес, каде што се среќава со старешините. И очевидно дека овој настан не е покриен во книгата Дела на апостолите, ова што Павле овдека го спомнува,
И традиционалното толкување на црквата е дека тоа е настан после првото заточеништво на Павле. Според тоа традиционално толкување, Павле добива ослободителна пресуда 62 година на тој судски процес во Рим, пошто почнува четврто негово патување, посетува некои земји на запад, кои тој сака да ги посети Шпанија, и гледаме и на исток, во Ефес, и од Ефес сака да замене за Македонија. И бидејќи во црквата во Ефес има учења кои го нарушуваат чистата доктрина, а со тоа и животот во црквата, животот на обичните на верните луѓе, Павле решава да го остави Тимотеј како свој легат или застапник. Легат е правен застапник, правен представник, но овдека во предвид го имаат теолозите духовното застапништво. Тоа е негов духовен застапник. Го има целиот апостолски авторитет кој што го има Павле, пренесен на Тимотеј. Тоест да може и да заповеда. Состојбата во црквата е сериозна, учењата се опасни и затоа Павле му дава авторитет на Тимотеј да заповеда. Да заповеда, и тоа дури зборот овдека заповеда, што е употребен, е како една воена команда. Заповед што го изнесуваат старешините во армијата. Една силна власт му оставена на Тимотеј во црквата во Ефес. Причината за тоа, како што кажавме, е учењето кое води до едно поведение кое не соодветствува за Божиот дом и не соодветствува за верните во Божиот дом. Например, во 3 глава 15 стих Павле вели: ако случно се позабавам да оди во Ефес, да знаеш како треба да се однесуваат во Божиот дом, која е црква на живиот Бог столб и потпора на вистината. Се тоа, вели, ти го пишувам, да знаеш како да им кажеш да се однесуваат. Нивното однесување не е соодветно. Тоа несоодветно однесување е резултат на лажните учења. Тие водат не кон љубов, кон чисто срце, кон добра совест и кон нелицемерна вера, напротив, водат кон нешто друго. Но поведение кое е спротивно на онаа кое што се очекува од христијанин. И сега ќе се подсетиме од каде доаѓа или за какво поведение се има во пред овдека, зашто многу од нештата што ќе ги видиме во ова послание, тоа учење што го носат таму тие лажни учители е како модернизам во тоа време, така да кажеме, во христијанството. Тоа учењето на апостол Павле е модернизирано со некои сваќања од општеството. И ќе видиме на многу места во тоа послание Павле одговара на тие модернизми, кои меѓу другото можеме да ги видиме и денес. Денешните модернизми воопшто не се модернизми, туку се старизми кои од древноста се обидувале лажните учители да ги воведуваат во христијанството како учење, и тоа и се случува и денес. Многу малку нови ереси може да измисли лукавиот за да го помрачи Евангелието. Зашто стана збор овдека? Рековме дека во тоа време во христијанство навлегува за тоа време модерната или најраширената филозофија. Тоа е, во тоа време се прифаќа како научен и филозофски, но и духовен светоглед кој се прифаќа од секого. Се учи во училиштата, во универзитетите, нешто како еволуционизмот или теоријата за еволуција денес. Таа е една теорија која се прифаќа како научен факт и се изучува и во школите и на универзитетите како единствена вистина. Така во тоа време гностицизмот е таа
научна вистина која се изучува и која почнува да навлегува и во христијанство. Тоест, гностиците се обидуваат да го некако склопат заедно во едно учење христијанството и гностицизмот. Гностицизмот верува во вечен добар Бог и вечен зол Бог. И стекот на времето, дека во втори век, кај Маркион тоа е јасно кажено, еден епископ гностички на црква во Рим, на гностичка црква, Стариот завет не го открива лошиот Бог, Новиот завет не го открива добриот Бог. Лошиот Бог во Стариот завет е зол, воинствен, одмаздлив и е судија. Додека Новиот завет не открива добар Бог на љубовта. И затоа гностиците го отврлале Стариот завет, веле дека треба само Новиот завет и тоа коригиран да го изучуваме. Меѓу другото и христијани има такви кои така го занемаруваат Стариот завет и велат тој не е добар. Повеќе треба Новиот завет. Еден христијан велат воопшто нема потреба да чита Стар завет. Има такви христијани кои и денес постојат. И така во таа во тој гностицизам, дуализам, Бог кој е добар не може да има контакт со материјата која е зла, со злото. Затоа од него се еманираат една долга редица на еони. Тоест од неговата природа божествена се откинуваат, се разделуваат помали духовни суштества кои имаат пониска духовна природа, божествена природа, така да кажеме, од тој добар Бог. И секој народен еон кој што се еманира е со пониска, и на крајот оној последниот е оној кој што го уведува злото, злата материја во созданието и ги држи душите на луѓето во робство. Тоа е како сатаната нешто. И во тој копнеш, да биде избавена душата на човекот од поробената душа во материјата, има еден посредник, за нив Христос само еден од тие еони, кој е највисок, најсвет, највиш, но сепак е он, со пониска природа духовна и божествена од Отецот. И тој, бидејќи не е совршен како Бог, може да влегува во комуникација со човекот, кој има грешно тело. И сите ереси кои што се јавуваат во почетокот, во историјата на црквата, се опити да ги некако нагодат тие гностички разбирања за Бог и за човекот кон христијанството. И во многу од нив Христос е представен како тој посредник и он меѓу Бог и човекот, кој нема човечко тело, бидејќи телото на човекот е грешно, се отврла. Воопшто целосно се отвара жртвата на крстот, зашто Бог не може да се жртвува за човекот. Бог не може да има човечко тело и не може да умре за човекот, не може да претрпува страдања. И затоа се отврла целосно таа жртва на крстот. Бог не може да страда. Не е природно за Бог да страда. И не е природно денес велат за Бог да ги тера луѓето да страдат. Не, Бог е добар. И затоа Бог никако во некој случај не ги испитува луѓето во страдање. Зошто Бог не сака луѓето да страдаат. Нели, такви се денешните модерни разбирања. Од еден Бог кој не може да страда за човекот, стигнуваме до човекот кој не може да страда бидејќи Бог е добар. Не. И во голема мера, како што во гностицизмот крстот е ставен настрана, отврлен, така и денеска крстот на Христос е отврлен. И современиот христијанин не се интересира од крстот на Христос, се интересира само од благодатите кои доаѓаат од Бог, од благословите, од убавиот живот, од просперитетот што Бог го дава, бидејќи е добар Бог. И во таа пригода ќе прочитам, да не цитирам, Освалд Чемберс кажува интересна и многу истината изјава, вели,
Целото небо е любопитно, или Павле вели, ангелите копнеат, сакат да проникнат во Христовиот крст. Целото небо е любопитно. Што беше тоа што го натера Бог да умре, за да отиде на крстот за човекот? А пак целиот пекол ужасно се плаши од него. Само луѓето го игнорираат. Оние за кого што беше и се случи сето тоа. Ништо ново, би кажеле, уште од почетокот тие лажни учители го утврлаат крстот. И како е спасението? И спасението е сознаење. Ти треба да стекнеш некакво мистично, езотерично знаење, познавање на тие они, ти треба да ги знаеш, да го знаеш потеклото. Тие они има тука езотерика. Кога ти ќе разбереш генеалогијата на еоните, нивните биографии, тоа има мистични дејства во животот на човекот, така да со тие нивни филозофии кои се тајни само за избрана духовна елита, која се пренесва пак на некаква духовна елита, душата на човекот се возвисува се повеќе над тоа грешно човечко тело. На некој начин се ослободува се повеќе од стегите. И тоа целта, всушност, на човекот, преку тие мистични знаења, тој да се возвисува кон Бог, душевно, и да се ослободува од робството на материјата, на телото. Меѓутоа, тоа не е доволно, бидејќи телото пак треба да биде не само духот да се возвисува, туку и телото да се слабее, и од тука доаѓа до оној прво оптимистичкиот поглед. Ние можеме да го уништуваме телото со пост, со глад, со бичување, со лишување од задоволства, и колку повеќе го лишуваме телото, колку помалку внимание посветуваме на него, толку повеќе душата ќе се возвисува, ќе се ослободува. И минатиот пат братот Лучо праша дали во Источната црква нема такви практики. Да, има, посебно кај она монашкото подвижничко движење, кои се стремат кон подвизи во занемарување на телото. Така да имало луѓе кои се ветувале на нехигиена, никаква грижа на телото. До крајот на животот нема да се бања, нема да негова косата, брадата и така натаму, како например таков бил Симон Столпникот, оној што живеел на еден висок столб. И еднаш паднала, тоа слетала мува на неговото рамо и умрела. И луѓето почне многу да се воскитуваат, уште повеќе на тој подвиг. Да, го има тоа. Ние треба да го има на запад, како на исток, како едно разбирање за човечкото тело. Но има еден друг пак, и друг поглед, тој песимистички, ваков гностички поглед за човечкото тело, кој не верува дека човек може со лишување да го умртвува. Не, телото е силно и колку и ти да го лишуваш од грижа, тоа си останува силно. Зло, подеднакво зло. Затоа, нивниот алтернатива е предај го телото на гревот, на страстите. И така ние не можеме да го совладаме со аскетизам, затоа да го пуштиме. Нека греши и на таков начин тоа самото ќе се уништува во гревот. И таквите разбирања за човекот, за Бог, го носат и тоа тој живот, тоа поведение на христијаните во црква или на аскетизам. Ќе видиме малку понатаму, има и јудејски гностицизам со навлегување на елинизмот во јудејската култура на Блискиот Исток. Се јавуваат и јудејски гностици кои почнуваат на Стариот Завет да гледат алегориски на родословијата, на законот, на заповедите, и се создава тој мистицизам, јудејски мистицизам, кој е гностички во суштина.
Исто така пак ќе видиме ние и следниот пат од 8 стих, има луѓе пак кои го наметнуваат сега и легализмот на законот. Во сета таа мешавина од учења на христијанство и сите тие работи. И се тоа води до конфликти во црквата, дискусии бескрајни за тоа кој е во право. Зашто и самите гностици меѓу себе не били усогласени дали треба да бидеме аномеи, либертинци, тоа е да се препуштиме на греот, или пак треба да бидеме аскети. Од друга страна пак во тие филозофии за еоните, меѓу себе имале спорови кој еон е поголем од кој еон. И ако ти сега се возвишуваш кон некој еон, ти си поголем од другиот вели не, тој еон е поголем. Некој вели не, тајното учење јас го добив од повисок еон за разлика од тебе. Така, сето тоа води во црквата до тие безсмислени расправи, до кавги и се губи суштината на крајот. Не се постигнува таа цел за која Павле овдека говори. А и самиот живот на луѓето не е свет, не е чист. Нивната совест не е добра во морален поглед. И така, значи тоа е проблемот и сега му вели Павле на Тимотеј да им заповедаш, да не се занимаваат со тие лажни учења или различни учења. И тука е употребен зборот различни, хетеродискалео, разни учења. Кои разни, во смисла не христијанство, тука има многу други варијанти кои се нудат во црквата, а кои не се вистина. И тука нели ќе видиме зашто поточно станува збор. Новитети, во секој случај, новитети во христијанството. Знаете, човек сака да воведува новитети. Сака човек кога ќе застане со некого, да излезе нешто со кој тој ќе биде така ексклузивен. Тоа до сега никој не го расправ, никој не го знаел. Еве сега јас ви кажувам нешто што вие не го знаете. Знаете, јас тоа го кажувам секогаш кога едно од првите принципи, кога говориме за екзегезата, целта на толкување, на изучувањето на Словото не е ние да откриеме нешто што никој досега не го открил. Целта на екзегезата е ние да го разбереме јасното и точно значење на текстот. Тоа е целта на екзегезата. Јасното и точно значење на еден текст. А не да откриеме работи кои никој досега не ги открил. Но ние сакаме таков и посебно под влијание на околината, на модернизмот. Сакаме модернизмот, модерните идеи некако да ги усогласуваме со Словото. И сега говориме за диалектика. Диалектика во Божиот поредок. Бог поставил дизајн, божествен дизајн. Имаме за односите во семејството, во црквата, мажот, жената, но има диалектика во тој поглед, велат. И сега од кај дојде таа диалектика? Прв пат за таа диалектика во односите говорат атеистите, кои се јавија во 19 век, Маркс, кој вели дека развојот на техниката, технологијата ќе ги унапредува односите меѓу луѓето, ќе ја еманципира жената и така ќе се ревидираат односите во семејството, во општеството, тоест жената ќе биде еднаква, нема веќе авторитет во семејството на мажот, така натаму. Тоа е таа диалектика на односите меѓу луѓето кој се појави минатиот век и влезе во општеството. И ние сега, тргнувајќи од таа атеистичка диалектика, велиме, не, тоа е и Божјата волја. Бог сака диалектика да има и во црквата, и во семејството. И на крајот каза дека, всушност, Маркс бил пророк. Маркс ни откри нешто што го нема во Библијата. Зашто, кај пишува дека тој божествен поредок, и тоа е една од проблемите и ќе видиме понатаму во црквата во Ефес.
Рушење на тој поредок на Бог за човекот, за хиерархијата која е насекаде и која е вечна од почетокот, од создавањето на Адам и Ева. И продолжува преку целата историја на црквата. Јас си мислам, и тоа пак мојата дилема, нема диалектика од Адам и Ева до Авраам. Поминали не знам колку илјади години. Па повеќе има поменато од Авраам, кога Сара му викаше господаре на Авраам, до Исус, отколку од Исус до денес. И нема диалектика. И Павле вели, мажот и 2000 години после Авраам, дека мажот е главата на жената. И така беше до пред 100 години. И таа диалектика се случи последните 100 години. И тоа е таа екзатези што овде говорим, тоа празно вакво филозофирање. Да почнеш од некоја теза и да кажеш, тоа е сега вистината. Кој ние можеме никаде да ја најдеме во Библијата. Новитети, други учења. И многу други има такви, кои всушност низ вековите само добиваат некакви нови видови, а суштината е иста на тие лажни учења. Денеска популарно е, нели, популарен е односот на Христос како нашиот пријател. Без да се има пред контекстот кога Христос им вели, не ве нарекувам веќе ученици, ве нарекувам пријатели. И сега Исус е нашиот пријател. Нели? Тој е пријателчето, нашето пријателче. И си мислам, добро, Јован, кога го виде во Откровение Христос, иако му лежеше на градите во таа човечка природа на Синот Божи, не рече, пријателче, дојде да те гушнам. Не падна од страв. Зашто тоа кога Христос говори за пријатели, има во неговото моментот, контекстот, последната вечер, страдањата, сите тие работи, потребата за будност и сите тие работи. Многу има тука да се збори околу тоа. Меѓутоа, ние сето тоа, бидејќи денес е модерно, нели, така, да сме многу блиски, да се рушат тие граници, хиерарски, секакви, да бидеме сите пријателчиња. Дури и Бог да не биде пријателч. И во тој може се чуле за Роберт Шулер, неговата книга Самопочит или самовреднување, не знам како да ја преведам, која е разработка на Господовата молитва и во тој дух. И е новитет некаков. И кој стана многу популарна и многу видни теолошки професорски имена се подпишаа на таа книга. Еден цитат од книгата. Вели, да се родиме повторно или новораѓањето значи да се придвижиме од негативна кон позитивна представа за себе, од инфериорност кон самопочит. А тоа се случува, нели, кога ќе го сретнеме идеалниот Исус, кој не прима како свој пријател и не третира како рамноправни. И како резултат на тоа, сршта на нашиот живот се менува од срам во самопочит. И затоа ние имаме право да се молиме. Оче наш кој си на небесата, да се свети моето име. Да. Зошто ние сме пријатели со Бог. И Бог не е себичен. Тој сака и нашето име да се свети. И тоа се тие новитети. Постојано ги има. Нели Светиот Дух е главниот учител? Тој е најврвниот учител. И тој ни ги дава учењата. Ние се молиме, тој да ни ги открива новитетите и ние стигаме до тие нови знаења. Не. Знаете дека ниту една библиска доктрина која е дефинирана, библиско учење, која е формулирано, која е дефинирано, која е прифатено, која е влезена во животот на црквата, нема своја генеза од надприродно дејство на Светиот Дух кој убедил некој човек и е прифатена.
не паднале од небото. Секое едно учење, секоја доктрина си има своја историја на развивање, формулирање, утврдување, дефинирање и прифаќање од црквата. Секоја. Не паѓаат така од небото. Ако падна некоја така доктрина, дојде некој рече, се молев, Бог да ми открие, и Бог ми открие, тоа е ерес. Не. Доктрините се утврдувани во еден колективен труд на Божите луѓе посветени на изучување на Словото. Тие се резултат на изучување на Словото, а не на надприродни дејства на духот. И се некој каже, ама реформацијата, таа е 15-тиот век. Реформацијата нито една нова доктрина не воведе од црквата. Доктрината за благодата, доктрината за спасението, сите учења, тие се во црквата, уште во древноста. Меѓутоа запоставени, занемарни во една свежина, се тие повторно, така да кажеме, со еднозначење, со свежина, се промовирани во црквата. Се навлезени во практиката на христијанскиот живот. Така, Павле заповеда им да не проповедаат друго учење. За жал, други учења постојано влегуваат, сакајки модернизмите да ги соединиме со христијанството. А какви се тие нови учења всушност? Други учења. Продолжи и вели, да не се занимаваат со басни. И тоа е паралелизам сега. До објаснување. Што значат тие нови учења? Тие нови учења, вели, се басни. Или ако сакате, митови. Митос е оригиналниот збор. А мит е фикција. Тоа е приказна која човек ја измислил. Резултат е на човечкиот ум. Тие учења што вие ги ширите во црква, тие се плод на човечкиот ум. Измислици од човекот. Не се учење од Бог. Човекот си заставува некаква филозофија и сака сега да ја протне во христијанството и почнува да проповеда измислица. Човечки измисли, басни или митови. И тоа е проблемот, абсурдот. Се нуди на луѓето решение за нивниот проблем, со гревот, со спасението, решение кое е само едно човечка измислица, кој не е Божиот домострој, Божјата економија. Така да, и тие, бидејќи пак, нели тоа го спомнав, пак и пак, бидејќи се различни, секој си има своја верзија, секој си има своја измислица, служат за расправи. Повеќе служат за расправи отколку за Божјото устројство во верата. И тука го критикува Павле токму тоа постојано рационализирање, логизирање, докажување кој повеќе знае така натаму. Проблемот, нели, овдека е тие екзатезиси. Јас имам една теза, мојата теза дека има диалектика и сега ќе се расправам, ќе докажувам дека има диалектика. Ти тргнуваш од некоја поедовна основа. И Павле вели, не. Тоа не треба да се прави во црквата. Но тоа не значи, сега кога го кажам, тоа не значи дека ние не треба рационално да размислуваме. Не значи дека не треба да нашето учење, Евангелието, тоа не значи дека вистинското, здравото учење не треба да се размислуваме, да дискутираме, да го вклучуваме нашиот разум. Што пак другата крајност? Некој вела теја више пишува Павле овдека, љубовта е важна, не учењето. Затоа нема учење. Ке чекаме Господ преку Духот да ни дава учење. Не. Зошто така? Зошто, нели, ние сме духовни, ние работиме на база на верата. Штом има вера, значи нема ум. Штом има вера, нема размислување. Има слепи чекори. Тоа е
другата крајност. Ами ако е така, тогаш никој не треба да се занимава со никакво учење. Знаете зашто? Зашто на крајот на криштата, освен екзактните науки, математиката, се друго почива на вера, на екзатезис, така, на вера во нешто. Да ги земеме дури и натуралистите, материалистите кои го отврлаат Бог. И нивните учења се базираат на вера. Тие веруваат дека материјата е во основата на се, иако тоа не е научно докажано, дека материјата е причината за постоењето на се се врти околу материјата. Кој го докажал тоа? Никој. Тие тргнуваат од таа вера. Дори историчарите да ги земате, зашто има толку спорови сега, посебно дека на Балканот, за исти настани. Зашто секој тргнува со својата вера кон конкретен настан во историјата. Јас верувам дека Гоце е таков, друг верува дека онаков и дојак да расправиите. На вера тргнува. И сега ако вака велиме, па никој не треба да занимава со учење. Не. Фактот што ние основата на нашиот живот е верата во Бог, не го занемарува, не го игнорира фактот дека треба ние рационално да го вложиме нашиот ум, да размислуваме, да ги разработуваме нашите учења, да ги обяснуваме, да дискутираме за нив. Проблемот е кога навлегуваме во тие безсмислени расправи кои не се врзани со Божјото устројство. Така да, Павле овде вели, вие се занимавате со ломотења околу басни, митови, а го занемаривте Божјото устројство на верата. И тука се спротивставени тие басни, нели, бескрајни рогословија, тие расправи, празни дискусии со Божјото устројство на верата. И се што значи пак тоа Божјо устројство на верата? И овој стих малку е дискутабилен, зашто во различни древни ракописи се употребени два различни збора. Во еден помал број на ракописи се употребува не зборот оикономија, туку зборот оикодемон. Оикодомеон, ствари. Оикодомеон, кој значи градење, градба, зградење на дом, на зграда. Физичко градење на зграда. И тој, например, стих го употребува Христос, нели, во параболата, 14:30 стих, говори за некој човек кој почнал да зида, не можел да доврши, и тука е тој збор оикодомеон. И во некои древни ракописи за Тимотеј, 1 Тимотеј 1:4 е употребен, се среќава тој збор. Слични се многу така, нели, фонетски, оикономија и оикодомеон, но во повеќето ракописи и поавторитетните е зборот оикономија присутен. И затоа се смета дека всушност тоа е правилниот збор кој треба да биде овдека. Сега, која е разликата меѓу тие два збора? Во текстот. Ако е зборот оикодомеон, тогаш, или градење, всушност градење. Ако е зборот градење, тогаш Павле вели, не се расправајте со басните и митовите, зашто тие не служат за градењето на верниците. Нивните христијански животи не се градат. Тоа е поентата. Ако е Божјото градење на верниците во верата. Ако пак е зборот о економија, тогаш веќе друга добива смисла текстот, дека тие басни и митови не треба околу нив да се расправаме, зашто тие не се Божјото устројство на вера, т.е. тие не се Божјата економија, тие не се од Бог дадени, откриени како негово учење за спасение на човекот. Разбирате која е разликата? Не едноставно градење, туку повеќе како едно откровение, кое е дадено за човекот. И така тој спротивстава од една страна човечки измислици, а од друга страна учење кое е дадено од Бог. Значи, Божјата, тој Божи домострој е всушност Божјата историја на спасение која ни е откриена во Библијата. Светата историја за спасението на човек.
домакинството, така да кажеме, на Бог е созданието, кој падна во грев, и сега Библијата ни го разоткрива тој план на Бог за спасение на човекот и на созданието, зашто во Божите синови ќе има избавување на созданието. И тоа е всушност таа економија, тој план кој Бог ни го открива во Библијата. Бог има едно домакинство и тој е уреден, така да кажеме, домакин. Добро подреден во домакинството. Например, ако имате сопруга која, како што се вашите, ви имате такви кои што имате, кои се занимаваат дома, добро го средуваат куќата и се, имате добра економија, тоа значи, имате добра економија дома. И тој контраст. Сите тие расправи воопшто не се во рамките на Божиот план за спасение. И уште повеќе, тие се човечки измислици. Стремете се кон оно што е откриено од Бог. Оно што Бог ви го дава како негово учење. Зошто човек да си губи времето, трудот да се занимава со човечки приказни кога го има откровението директно од Бог. Не на база на басни, на човечки измислици, туку откриено од самиот него, од неговиот дух. И тоа е според вера. Тоа не е тајно знаење кој се дава само на елита, туку секој, не само избрани луѓе, туку секој преку верата може да проникне, може да го има тоа Божјо устројство во верата, што е во верата. И некако заокружува Павле, тоа од 3 стих што го кажа сега, дури во 5 стих, вели, да им заповедаш, да не се занимаваат со, да не проповедат други учења, и сега во 5 стих кажува, а зошто треба да им заповедаш? Ако во 3 стих им кажеш, таа е забранувачка заповед, забрани им да прават нешто, аподиктивна, имаме смисла зошто, кога Бог забранува нешто, забраната не е само да служи за себе. Забраните не се едноставно да ограничуваат. Забраните да се постига нешто повеќе. Зошто? Бидејќи забраната треба да ги насочи да се посветат на важното, на вистинското, за да постигнат цели. Целта на забраната, целта на тргнувањето на тие лажни учења и насочувањето кон Божјото откровение е да се стигне до љубов, да се дигне до чисти срце, добра совест и нелицемерна вера. Тоа треба да се постигне. Зашто човечките учења не го постигаат тоа. Напротив, човечките учења водат до раздори, суети, гордости, во кој нема љубов, совеста не е чиста, нема меѓу себе мир, нема меѓу себе пријатност, туку има една конфликтност. Суштината на црквата е заедницата, заедничарањето во кое што има љубов. И таа љубов е Божјата љубов. Не она сентиментална љубов која се денес се шири со песни, со драми, не Ромео и Јулија, но вистинска, божествена љубов. Љубов која не се темели на емоции, која не е зависна од нашите чувства. Некој не ми се допаѓа, некој не одговара на моите, нема хемија, или пак светогледот не е мој ист, или не се разбираме во некои работи, и затоа, или пак, може би не изгледа добро, или може не мириса добро, не знам кај. И затоа, ке го тргнам настрана, нема љубов кон него. Не. Тоа е љубов која е пожртвувана љубов, која ги прескокнува, ги жртва моите чувства, моите емоции, моите вкусови, така да кажем, моите
она што јас преферирам, моите претензии, во негова полза. И таа љубов е од едно чисто срце. Божјото учење, вистинското учење, Божјото устројство на верата води кон чисти срце. И сега тука пак нека, гледате, знаењето не е важно. Љубовта е важна. Учењето не е важно, љубовта е важна. Целта е љубовта, вели Павле. Немојте сега многу да се правите паметни, зашто тоа е проблемот. Се прават многу паметни, многу знаат и не е важно тоа што знаете, важна е љубовта. И некој каже, па ете, гледате ли се, ние во црква сме тргнале да учиме тука, да растеме во знаење, а нема љубов, целта е љубовта. Не, друг е проблемот кој што Павле овде го изнесува. Тие работи со кои се занимавате, светските дискусии, човечките митови, тие се причина вие да стигнете во капките. Ако вие се посветите на Христос, на она за што сме повикани од Христос, на неговото учење, тогаш Духот во нас ќе роди љубов. Без учење нема љубов. Учењето, Христовото учење, не води кон љубов. Учењето на Христос и действото на Светиот Дух не води кон љубов. Така да овде проблемот не е учење како учење. Проблемот овде е лажното учење. Тоа создава суети меѓу луѓето. Тоа создава непријателство меѓу луѓето. Зошто Павле вели за Тимотеј, минатиот пат реков на филипјаните, ние сме и со психо, иста душа, една душа сме. Зошто? Зошто и јас и он мислиме само за Христовото, додека сите други мислат за своето. Ако секој мисли само за своето, не за Христовото, тогаш знаете што имаме? Еден куп различни цели, еден куп различни интереси, еден куп суети многу, мисли, насочености, но ако сите мислиме на Христос, тогаш ќе има единство. Тоа е вистинска љубов. Љубов, не она за кој што говори светот. Љубов како плод на Духот кој го раководи мојата волја и ја насочува кон доброто на другиот. Независно од тоа какви се моите чувства, независно од сите други фактори надворешни. И таа е од чистото срце. Срце кој е ослободено од сите оние работи кои пречат таа љубов божествена да се насочува кон другите. А оно што пречи да се насочува е срцето кој е полно со оние дела на телото кои, Павле ги опишува во Галатјаните. Делата кои ги провоцираат токму тие човечки учења, токму тие митови, басни, докажување кој е поголем од другиот. И една добра совест. Таа добра совест, кога е испитано срцето, совеста е спокојна, мирна. Зошто совеста не гледа во срцето нечистотија, не гледа во срцето намери кои не се правилни, туку гледа чистота, искреност, вистина. И тогаш нема нелагодност, нема конфликтност, нема непријателство, нема одбојност, туку има радост да се биде заедно. Има копнеш, има желба да има заедница со другиот. Не за докажување, не за издигање, туку за служење, за смиреност пред другиот. И нелицемерна вера. Вера која действа преку љубовта. Не вера која се покажува неискрено, заради своји интереси. На чиста, искрена вера која произлегува од таа љубов, која е божествена љубов. Тие се тие. Вие ги немате, вели Павле, во црквата тие работи. А тие се суштината. Зошто ги немате? Зошто вие место вистинското учење се залетавте во тие човечки суетни докажувања, митови
и така, кои ги вклучуват во христијанството. И завршува Павле. Добро. Некои од кои не ги постигнаа тие работи се оддадоа во празнословија. И тука имаме едни 3 зборчиња кои така се многу интензивни, многу се специфични, силни и не се добро одразени во преводот. Вели, не ги постигнаа, зборот овдека, буквалниот збор е да промашиш знак, да го сгрешиш патот. Кога ти се стремиш да постигнеш нешто и не постигнуваш, тоа значи дека поради некои причини не си имал доволно сила и така нато не си го постигнал. Целта не си. Меѓутоа овдека идејата ти си ги утнал воопшто, уште од старт целите. Место да тргнеш по тој пат, ти си тргнал по сосема друг пат. Или промашија, откако ги промашија целите е всушност зборот. Откако промашија. Откако вистинските цели ти си поставя сосема други цели. Откако промашија и се зборот не се оддадоа, вистинскиот збор овдека почнаа се изгубија. Откако утнаа се изгубија во животот. Почнаа да талкат во темнината. И како се манифестира тоа талкање? Почнаа да се занимаваат со празнословија или тука барборење е вистинскиот збор. Празна слама млатење. Тоа е тоа. Безсмислени зборувања во кои нема никаква суштина. Тие се тие проблеми за кои што место љубов, чисто срце, добра совест, нелицемерна вера, тие се талкаа и сега само се расправаат и тонат во таа изгубеност во која тие се наоѓаат. И тие се некои, и на крајот дури, на крајот, тука веќе поминуваме на законот, следната недела, следното изучување, ќе не биде за законот, ќе посветиме пак една така, бидејќи Павле говори од 8 до 11 стих за законот, ќе видиме кој е проблемот пак со законот и ќе не биде тоа така тема законот, како закон да го изучуваме и христијанинот. Меѓутоа Павле до таму, за да го представи добро абсурдот, целиот абсурд на ситуацијата. Колку сето тоа е парадоксално, и сакат да бидат учители по закон, но не разбираат, ништо зборуваат, ништо тврдат. И тука е многу силен збор има за тврдење, како една многу силно тврдење. Така и никако друго. Нема, тоа е апсолутната вистина. А дури не ја познаваат дури и материјата, за која што тврдат дека тоа е апсолутната вистина. И така, тоа се предупредувањето овдека, кој Павле ги изнесува. Отклонувањето, отстранувањето од Божјото учење. Следниот пат понатаму во 11 стих тој ќе го нарече здравото учење. И тоа е еден збор кој го употребува често во овие пасторални послања. Здравото учење носи здрав живот. Лажното учење носи болни животи. Носи поведение кој не доликува на црквата која е Божиот дом и столбот и подпората на вистината. Вистинското учење ќе доведе во нас љубов. Едни чисти, искрени срца, во која нема скриени намери, во која што совеста е спокојна, има спокојство, има отвореност, искреност, нема прегради, туку има радост. И верата е искрена, нелицемерна, чиста, бидејќи сето тоа доаѓа од Бог, кој има совршена љубов, кој е во секаков поглед апсолутно чист и свет. Тоа се целите. Тие треба да ги постигнуваме, бидејќи овдека
контекстот е црквата како заедница. Во црквата како заедница ги гледаме сите тие недостатоци кои понатаму нели ќе се откриваат во учењето на изучувањето на тоа послание. И нека биде тоа нашата цел, да не талкаме. Понекогаш, за жал, го забележувам и со луѓе во светот, кога започнуваат да се дискутираат теми. И тоа јавно, на јавниот простор. И започнуваме безсмислени расправи со тие луѓе во светот и на крајот запаѓаме, навистина залутуваме и ја губиме смислата. Ја губиме, како да кажам, суштината на тие расправи. И на крајот наместо љубов да има, наместо на чистота, чисти срца, совест добра, на крајот се запаѓа во безсмислени расправи, докажувања, војни кои него пропагира, промовираат Исус. Стануваат едни телесни, суетни војни со светот. Предупредувањето на Павле е не. Нашето познавање на Словото треба да води кон срца, кон љубов, чисти срца, добра совест, нелицемерна вера. И нека Бог ни помага во тоа. Амин.